ова издание на Неделна хроника, во која ве потсетуваме за актуелните настани од неделата што измина. Ке гледате. Општина Бутел ќе привлекува инвеститори во економските зони. Покрај лошата инфраструктура, велосипедистите мака мачат и со некултурните возачи. Пластиката опасна по здравието на граѓаните. Мобилните телефони штетно влијаат врз здравието на децата. Сојузот на стопански комори на Македонија и општина Бутел денеска потпишаа меморандум за соработка, кој представува заедничко залагање за промоција на двете економски зони на територијата на општина Бутел. Според градоначалникот на општината Велимир Смилевски, географската местоположба и близината на обиколницата поволно ќе влијаат за развој на бизнисите. Општина Бутел е општина која што во наредниот период ќе има прогрес во однос на бизнисот. Како што знаете, имаме две економски зони, кои што едната е во Подем, а другата е веќе стара, која што се шири енормно и брзо. Може да направиме една представа со се она што располага Република Македонија, тоест општина Бутел, за да направиме една презентација после на вашите членови кои што сакаат да инвестираат. Се наоѓаме на заобиколница помеѓу двата премини Куманово и Блаце. Така да, мислам дека како општина сме добро позиционирана, со соседните општини добро соработуваме и мислам дека можеме да направиме заеднички многу работи. Како што истакна председателката на Сојузот Даниела Арсовска, потпишувањето на овој договор за понатамошна соработка ќе значи привлекување на нови инвеститори во некоја од двете економски зони во општина Бутел. Целта е да имаме не само формална соработка, туку и да имаме и активна работа и на терен, и зголемување на бројот на компании кои што доаѓаат. Веќе на вчерашниот бизнес форум кој што го имавме неколку компании кои што изразија на вистина голем интерес, а кои што моментално оперираат во други општини да ги пренесат своите операции во општина Бутел или поконкретно во зоната во Визбегово, а верувам дека и зоната Расадник има на вистина голем потенцијал и можеби заедно здружено ќе успееме да ја развиеме како еден нов и позитивен пример на како една зона која што е во своите зачетоци ќе успее да функционира квалитетно и понатаму ќе биде пример за сите останати. Понатамошната соработка помеѓу Сојузот на стопански комори и општина Бутел ќе се одвива во насока на промоција на општината во рамки на бизнис клубот кој ќе функционира во општина Бутел. Од досегашните информации, познато е дека голем број компании се заинтересирани својот бизнис да го префрлат во индустриската зона Визбегово. Оваа зона, иако голем број на бизнисите не знаат дека се наоѓа во општината Бутел како таква, верувам дека прво добро и квалитетно ќе ја испромовираме, а второ сметам дека и треба да направиме еден поголем заеднички настан во кој што општината ќе информира за сите оние работи кои што може да ги направи за компаниите, особено оние кои што се заинтересирани да влезат во ваков тип на зони. Меѓутоа и Сојузот ќе успее да им ги покаже сите оние свои бенефити кои што може самата општина како таква да ги искористи, да ја искористи онаа мрежа која што ја имаме, не само тука национална, туку и меѓународна, од аспект на тоа да привлечеме дел од оние инвеститори кои што доаѓаат и кои што пред се сакаат да влезат во делот на инвестирање во Република Македонија, да инвестираат во некоја од овие две зони. Минатата 2018 година е една од полошите години во однос на бројот на инциденти што се случиле во јавниот превоз во градот. Во годишниот извештај за работењето на јавното сообраќајно предпријатие Скопје, 189 инциденти биле регистрирани минатата година. Оштетувањето на возниот парк бележи најголем раст, па така биле регистрирани дури 141 вакви случаи. На тој начин предизвикувањето штети на автобусите дополнително финансиски го оптовариле буџетот на јавното сообраќајно предпријатие Скопје. Според списокот на инциденти, лани имало и 20 физички пресметки во автобусите, 15 случаи на физички напади врз возачите и 13 случаи на закани врз возачите на јавното сообраќајно предпријатие Скопје. Оваа бројка од 189 инциденти е втора по големина по рекордната 2012, кога биле
биле регистрирани 224 инциденти, додека 2014 година била најмирна година за патниците, бидејќи се случиле само 66 инциденти од различен тип. Исто така, во годишниот извештај на јавното сообраќајно претпријатие Скопје привлекува внимание намалениот број на сообраќајни незгоди во кои учествувале возила на ЈСП. Во 2018 се случиле 291 сообраќајни незгоди, што значи имало 8 пати помалку во споредба со 2017 година. Од 1 април, Управата за јавни приходи почна да доставува предпополнети годишни даночни пријави, а граѓаните кои оствариле дополнителни приходи во текот на минатата година ќе имаат рок до крајот на мај да ја потврдат или коригираат пресметката. Откако ќе добијат електронско известување дека годишната даночна пријава е пополнета од страна на УЈП, корисниците треба да влезат во својот профил, што веќе го креирале во електронскиот систем, за да ја проверат својата пресметка. Од УЈП не очекуваат проблеми со оглед на тоа што ова е нов начин на пресметка на годишните даночни пријави. Сепак, доколку се случи некој корисник да не добие такво известување, до крајот на месецов треба да пријави во управата за да се провери каде настанал проблемот. Како што информираат од УЈП, во електронскиот систем се регистрирале околу 700.000 граѓани кои минатата година оствариле дополнителни приходи. Светскиот ден на здравјето 7 април е еден од многуте можности за да се комуницира за важноста од еднаквост во здравствените услуги, не само за здравјето на поединците, туку и за здравјето на економиите и општеството во целина. Светската здравствена организација на овој Светски ден на здравјето се фокусира на универзалното здравствено покривање. Податоците оттаму се дека најмалку половина од луѓето во светот не ги добиваат здравствените услуги што им се потребни. Над 800 милиони луѓе, речиси 12% од светската популација, трошат најмалку 10% од своите буџети за домаќинството за здравствени трошоци. Растечката побарувачка за здравствените работници се предвидува да додаде околу 40 милиони работни места во здравството во глобалната економија до 2030 година. Според директорот на Институтот за јавно здравје, во нашата држава континуирани се напорите за универзална покриеност со здравствени услуги, што се согледува преку одделни индикатори. Имено постои тренд на намалување на доеничката смртност. Стапката на породени со стручна помош континуирано изнесува околу 99%. Стапката на инциденца од туберкулоза е намалена од 20,5 на 100.000 жители во 2010 година на 10,5 на 100.000 жители во 2018 година. Опфатот со вакцини се движи во просек од 85 до 90% зависно од извршената вакцинација и ревакцинација. Скрининг програмите за рана детекција на малигните заболувања се спроведуваат континуирано, како и повеќе други состојби за кои постои се уште простор за подобрување. Здравствените работници имаат клучна улога во едукација на пациентите за тоа како да се грижат за своето здравје, координирање на грижата и залагање за потребите на нивните пациенти до менаџерите на здравствените установи и креаторите на политиките. Честото користење на мобилните телефони станува неизоставен дел од нашиот живот, а ги користи целата популација од најмали до најстари. Младите на денешницата се првата генерација што може да ужива во мобилната комуникација во секое време и на секое место. Но токму ова може да влијае негативно на децата, нивното однесување и гледање на секојдневието. За многумина од нив мобилниот телефон е предмет што им овозможува подобро да се вклопат во средината што ги обкружува, односно во друштвото на своите врсници, што им влева поголема самодоверба и сигурност. Подоцна мобилниот телефон, односно постојаното телефонирање и испраќање пораки, може да стане прекумерно.
Едно истражување спроведено на Универзитетот во Шефилд докажува дека 90% од пораките што секојдневно биле испратени и примени биле од деца, од кои 16% праќале дури до 10 или повеќе пораки во еден ден. Денес 7 од 10 деца, без разлика дали на предучилишна или на училишна возраст, имаат мобилен телефон што постојано го користат. Мобилните телефони и апликациите што ги нудат се причина и децата да не ја следат наставата на училиште, поради што наставниците имаат проблем со концентрацијата на децата на часовите. Лекарите пак велат дека паметните телефони влијаат и на здравјето, па затоа се препорачува да се користат мобилните телефони што е можно пократко и да се избере модел на телефон што помалку зрачи. Светската здравствена организација советува децата помали од 2 години да не играат со мобилни телефони, а родителите да влијаат врз децата така што наместо повеќе време да поминуваат на мобилен телефон, ќе ги натераат да се занимаваат со други активности. Под мотото «Фраерски е да се чита», недела на Кул книги во 3, издавачкиот центар 3 почна кампања за подигнување на читателската свест кај младите. Со богата двонеделна програма, проследена со убав избор на повеќе дела за млади, од 3 очекуваат да ги заинтересираат младите за читање добри книги. Интересни настани збогатени со музика, средба на читатели и млади автори, промоции на книги, се дел од програмата која има за цел приближување на книгата до младите. Преку оваа акција, 3 сака да им покаже на младите луѓе дека книгите нудат слобода на умот, како што не нуди ништо друго. Дека јунаците од страниците се реални и живеат во секој од нив. Дека сите деца се херои ако веруваат во себе. Со оваа кампања нудат еден неограничен свет во кој се е можно. Ги потекнуваат децата да веруваат во чуда и имаат за цел да ја разбудат креативноста во сите, велат од издавачкиот центар 3. Цитирајќи го славниот Нил Гейман, од 3 потенцираат дека не постои такво нешто како литература за деца и млади, туку има еден свет на фантазија во кој се е можно и сите обични нешта имаат магија, само треба да ја препознаеш. Кампањата «Фраерски е да се чита» на издавачкиот центар 3 започна вчера. Сончевите пролетни денови малку ќе стагнираат, бидејќи метеоролозите за наредниот период најавуваат променливо облачно време со благо опаѓање на дневните температури и повремени врнежи од дожд. Кон крајот на оваа и почетокот на идната недела, како што соопшти од Управата за хидрометеоролошки работи, локално ќе има појава на нестабилна облачност со пороен дожд и грмежи. Овие нагли промени во температурата воопшто не се добри за здравјето на граѓаните. За температурните осцилации предупредуваат и лекарите од итната медицинска помош и посочуваат дека граѓаните треба да бидат внимателни. Според лекарите, најмногу на удар се хронично болните лица, па затоа апелираат хронично болните лица редовно да ја земаат терапијата и да се консултираат со матичните лекари. Со цел граѓаните да си го подобрат здравјето, лекарите апелираат за редовно пешачење и било каква друга активност. Тие што многу седат во текот на денот, ризикуваат со тоа да немаат добро здравје. Се што треба да се направи е да се излезе надвор и да шетате. Можете и 2 пати по 20 минути. Вашето срце ќе биде поздраво, нема да имате отечени нозе, а и ќе бидете порасположени, а вашиот живот ќе биде поквалитетен. Основното училиште Мирче Ацев 5 дена е домакин на 18 наставници и ученици од Малта, Грција и Шпанија во рамки на Еразмус плюс програмата, во која општината е вклучена 3-та година. Проектите кои произлегуваат од оваа програма се директно финансирани од Европската Унија, а како што велат од општина Ѓорче Петров, основна цел на ваквите проекти пред се е размена на меѓународни искуства преку студиски посети во европските земји на учениците и наставниците, подигнување на нивото на наставата, како и културни придобивки.
На еден од интерактивните часови присуствуваше и градоначалникот Александар Наумовски, кој нагласи дека проектот прераскажани приказни за јазичен и културен развој, кој функционира од октомври минатата година, е од исклучителна важност за учениците, поради можноста за запознавање на меѓусебната традиција и културата. Тој ги повика сите да аплицираат за проектите и програмите преку кои можат да се искористат средствата од Европската унија. Крајна цел ни е подигнување на степенот на образовното ниво во општината, истакна Наумовски. Преку Еразмус плюс програмата се развива меѓународна соработка, се потикнува партнерството меѓу различните чинители во образованието, се зголемува флексибилноста и достапноста на формалното и неформалното образование. Македонските образовни институции се повеќе се вклучуваат во европскиот образовен простор. Во Скопје има се поголем број на влюбеници во велосипедот кои одлучуваат моторните превозни средства да ги заменат со ова еколошко и економично превозно средство. И покрај многобројните инфраструктурни пречки, најупорните велосипедисти решаваат секојдневните уврски да ги завршуваат на 2 тркала. Дарко Арсовски е еден од нив. Член е на неформалната група на Точак, а истиот го користи 365 дена во годината, без оглед на временските прилики. Вели дека му пречат дупките на патот, автобуските станици лоцирани на велосипедска патека и неслеаните рабници. Но според него, состојбата значително се подобрува на локациите каде што се завршени активностите од проектот Скопје Велоград. Потешкоти за возење Точак во Скопје. Не се толку страшни, ама сепак постојат. Например, би ги набројал пред се судирот со другите учесници во сообраќајот, каде што нема безбедни патеки, значи дали се коли, дали се пешаци, дали се автобуски станици на самите велосипедски патеки, каде што пешаците кои што качуваат на автобус се повторно во судир со велосипедистите, па дали се знаци на патот, дали се дупки, дали се раскопани патеки, несменет асфалт патеки, многу ги има. Дали неслеани рабници кога се приклучуваме на некоја велосипедска патека, дали се многу оштри Пристапите. Да, пристапите. Посебно институциите кои треба не достигна паркинзи на одредени локации или пак на јавни простори како паркови, како плоштади, недоволно паркинзи каде што има па прилично многу ги има, да. Значи има многу што да се работи за да се подобри целата состојба со велосипедизмот, меѓутоа претпоставам дека тоа вас не ве демотивира, затоа што денеска на ова закажано интервју дојдовте со велосипед. Се разбира. Секогаш возите велосипед? Да, 365 дена во годината. Значи не ве свршуваат ниту временските услови, ниту состојбата на патиштата. Па не, ама низ Скопје нема некои си драстични временски услови што би спречиле. Имавме 2-3 дена снег само и тој снег што не беше толку страшен. Као нема зашто не се вози преку цела година. Така, навистина еве убаво е да се забележи дека и во Скопје има такви ентузијасти кои што сакаат да возат велосипед и убаво е да го следат вашиот пример и останатите, би имале помалку метеж во сообраќајот и нели помало загадување на воздухот. Она што веќе подолго време се најавува, Скопје Велоград, еден проект кој што како што кажав, долго време се најавува, се работи на истиот, дали очекувате дека кога конечно ќе се реализира, ќе се подобрат работите? Па вака, Скопје Велоград, ако не се лажам, од 2014 година се работи, значи веќе 4 години се работи на него и во овие 4 години се реализирани моја груба проценка, некои си 25 до 30% од него, а требаше биде готов од 2017. Во вие 30% што се промени велосипедските патеки, тоа се некои си, да речеме 20 на километри, може да кажам дека драстично се смени, барем користењето на нив. Тоа се делот кај Континентал, значи целот Александар Македонски булевар или Инденска, делот Партизанска, делот Јане Сандански. Значи барем на тој дел, на тие неколку делници, драстично многу се има сменето и самото користење на точакот и комуникацијата меѓу пешаците, точаците и колите. Кај што има безбедни патеки, многу повеќе се користи. И може да приметиме дека во овие 4 години се има драстично зголемено бројот на користење на точаци. Луѓето кои што порано биле демотивирани поради истите причини што ја кажав преска, кои што беа многу повеќе, сега го користат точакот и за идење на работа, и за приватни активности, кина, театар што иде. И покрај многобројните кампањи за подигнување на јавната свест, се уште има такви кои не само што не сакаат да возат велосипед, туку им пречат и велосипедистите, па често кон нив се однесуваат како кон нерамноправни учесници во сообраќајот. Со цел достигнување на повисоко ниво и толеранција во сообраќајот, велосипедистот Дарко упати апел до сите учесници во сообраќајот да покажат почит кон другиот. Пред се ќе кажам на сите учесници на сообраќајот, независно дали се во точак, на точак, во кола, пешки, во јавен превоз,
да го почитуваме другиот, независно на кое средство сме, и другиот исто сака да стигне некаде кај што сакаме стигнеме, кај што ние сакаме стигнеме на наша. Со почит, во добар сообраќај, во сообраќање, кога се обраќаме едни на други, самиот сообраќај е подобро и подобар и самите ние подобро стигаме до кај што сакаме, поведри, порасположени, побрзо. А ако сакаат да го сменат своето превозно средство, сега е совршено време, иде пролет, може сега да се почне, ќе видат дека градот Скопје, иако има пречки за возење во него, не се толку големи, бидејќи самата ведрина која што ни ја пружа точакот, не дозволува да ги забравиме тие работи и со мера да стигнеме на другата локација. А во Скопје, барем на кратките локации се стига и побрзо, и побезбедно, и порасположено. Ставете крај на изговорите и ослободите се од предрасудите. Времето секогаш е погодно, а вие никогаш не сте престари за возење точак. Во последните 50 години се промени начинот на живот, а пластиката речиси ја преплави планетата. Краткорочно гледано, пластиката го унапреди нашиот животен стандард, па дури и ги олесни нашите животи, но долгорочно гледано таа е голема закана за здравието. Според некои податоци, околу 2 милиона пластични шишиња се купуваат на секој 5 минути во светот. Ова покажува дека пластиката е несомнено најконзумиран производ во светот. На дното на секоја пластична амбалажа е втиснат триаголник со бројка во средината. Но дали сте се запрашале што означуваат бројките или символите на пластичните шишиња или на пакувањата на прехранбените продукти? Символот е број кој се рангира од 1 до 7 во рамки на триаголник. Овие бројки покажуваат многу информации кои се важни да ги знаеме во врска со токсичните хемикалии кои се користат во пластиката, колкава е веројатноста на пластиката да биде филтрирана. Слагена Стаменкова од Сдруженијето на граѓани за заштита на животната средина Екозвон вели дека 7 типови кои ги ставаат производителите на пластичните маси при секое купување би требало да ги погледнеме, но тоа многу ретко го правиме. Тие ознаки се од 7 видови и означуваат едноставно колку во себе содржи тие отровни материи, кои што потоа при неадекватна употреба се разложуваат, а кои што можат штетно да влијаат на нас, односно на нашиот првенствено хормонален систем, имуниот систем, па дури и да предизвикаат канцерогени заболувања. Затоа во повеќе земји од Европската унија и од светот, например, најповеќе ќе кажам за флашичките од бебињата се веќе забранети за употреба и детските пластични играчки. Кога се произведува една пластика, потребно е 5 секунди. За користење 5 минути, а се разлага 500 до 1000 години. А можеме насекаде околу нас да забележиме колку пластика имаме. Стаменкова додава дека пластиката со броевите 3, 6 и 7 се најопасни и треба да се избегнуваат, додека символите 2, 4 и 5 се смета дека ова е најбезбедна пластика. Во безбедната пластика спаѓаат и корпите за отпадоци кои се користат во домовите. Најсигурни пластики се од 2, 4 и 5. Од 2 се кантите за отпад што се. И тие би требало да се од тој тип на добра пластика, затоа што секојдневно фрламе отпадоци во нив. Замислете, ние фрламе отпадоци од било кој тип и ако уште самата пластика во која што фрламе биде штетна и отровна за човекот, значи ние имаме двојна штета во нашите домови. А сигурно не сме без само со една канта за отпадоци, сигурно имаме 2-3. Јас тука би потенцирала дека постојат граѓани, постојат фамилии кои што го селектираат отпадот. Тоа е најважниот дел за пластиката, да го селектираме и потоа така селектиран да се собере и нормално да се дистрибуира до определени организации, односно агенции кои што би вршиле рециклирање. Стаменкова потенцира дека во нашата земја постојат неколку фабрики за рециклирање на пластика. Првата што доби дозвола е Пакомак, а потоа и Гринтекс. Но сепак еколошката свест на граѓаните треба да се покрене на повисоко ниво, бидејќи во овој момент е на многу ниско ниво за да се селектира дома.
За најмалку 20% ќе се намали цената за приклучок на електрична енергија за домакинствата, а ќе има намалување и на цената за приклучок за останатите потрошувачи. Тоа значи дека ако досега домакинствата плаќаа околу 500 евра за приклучок, од сега ќе плаќаат околу 400 евра. Како што истакна председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски, ова се должи пред се на зголемувањето на ефикасноста на работа на електродистрибуција и на намалувањето на нивните трошоци за набавка на опрема, која би се користела за изградба на овие приклучоци. Сето ова не става во добра ситуација. Трошоците за приклучок на домакинствата да се намалат најмалку 20%, а исто така ќе има и соодветно намалување и на трошоците за приклучок на останатите видови потрошувачи, додаде Бислимовски пред јавната расправа за мрежните правила за дистрибуција на електричната енергија на Електродистрибуција Скопје. Исто така ќе се намали и рокот за издавање, согласност и роковите за изградба на приклучоците. Со мрежните правила за дистрибуција, операторот на дистрибутивниот систем ќе биде обврзан да формира дата на податоци за квалитетот на испорака на електричната енергија, а тоа според Бислимовски е важно бидејќи ќе може да се мери квалитетот на испорачаната електрична енергија и врз основа на тоа да се прави дополнителен приклучок врз операторот на дистрибутивниот систем, да го подобрува квалитетот на испорачаната електрична енергија. Регулаторната комисија за енергетика предлага да се најдат соодветни механизми со кои на приклучените на парно грејење ќе им се овозможи да постават калориметри. Председателот на Регулаторна комисија за енергетика Марко Бислимовски вели дека владата, градот Скопје и операторот на дистрибутивниот систем треба да најдат начин со кој ќе им се овозможи на приклучените на парно грејење да го платат на рати трошокот за поставување на калориметри или делумно да се намали поставувањето на овие уреди. Регулаторна комисија за енергетика останува на ставот кај приклучените потрошувачи да започнат да се поставуваат соодветни уреди, односно калориметри. При тоа ги повикуваме операторот на дистрибутивниот систем, владата и градот Скопје да изнајдат соодветни механизми. Овие трошоци за приклучените потрошувачи да се намалат делумно или да им се овозможи да го платат трошокот на рати. Очекуваме дека тој што ќе набави поголеми количини калориметри, ќе даде можност овој трошок да се подели најмалку на 12 рати, изјави Бислимовски. Издавачката куќа Арсламина и Фондацијата за унапредување и промоција на културните вредности Славко Јаневски распиша прв конкурс за новата книжевна награда Пегас за најдобар необјавен роман на годината. За наградата може да конкурираат сите необјавени романи, наменети за возрастни или за деца. Романите треба да бидат предложени од самите автори, кандидати за наградата, кои треба да ги достават своите ракописи во електронска форма по електронската пошта pegas@arslamina.com. Конкурсот ќе биде отворен до 15 мај 2019 година, а ракописите ќе ги оценува тричленно стручно жири. Како што соопшти издавачката куќа Арсламина, наградата Пегас за најдобар необјавен роман е своевидно продолжение на веќе етаблираната награда Роман на годината, што ја доделува Фондацијата за промоција и унапредување на културните вредности Славко Јаневски. Во 2019 година литературната манифестација Роман на годината одбележува голем 20 годишен јубилеј. Токму поради влијанието што оваа награда го изврши врз квалитативниот скок на македонската романсиерска продукција, Фондацијата Славко Јаневски и издавачката куќа Арсламина го почнуваат овој заеднички проект на воспоставување уште една награда за роман на годината, овој пат за необјавен роман за деца или возрастни, сметајќи дека на тој начин ќе се овозможи уште поголем квалитет на овој специфичен литературен жанр, велат од Арсламина. Минатогодишната добитничка на наградата Роман на годината за романот Одбројување, Фросина Пармаковска, верува дека ваквиот начин на промоција на необјавени романи од млади автори е одличен поттик за творење, а со тоа и привлекување на читателска публика, која за среќа е се почесто ориентирана кон домашните автори. Дали е тешко да се биде писател во Македонија од аспект на твориштвото, меѓутоа и од аспект на заработувањето? А во тој аспект е тешко за сите писатели, меѓутоа нели задоволството што дава пишувањето е немерливо, така што кога повторно би бирала би го направила истиот избор. Така, дали купуваат, дали читаат македонски автори, македонските читатели?
Многу сум јас пријатно изненадена што во последниве години се свртеа македонските читатели кон македонска литература и тоа мене лично многу ме радува. Гледам дека се чита и на семите и вака и на форуми, на интернет коментираат. Сам лесно е денес да се поврзете и со вашите читатели, така што гледам дека се интересираат и тоа многу ме радува. Наградата се состои од паричен износ од 90.000 денари и објавување на романот во посебна едиција најдоцна во септември 2019 година. Доколку и никој друг од ракописите биде оценет позитивно, издавачот Арсламина може да понуди објавување и на второ и трето рангираните романи. Тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на Савот на Хроника. А вие и понатаму следите ги неделните прегледи на вестите.